Мониторингот на работењето на подружниците на јавното претпријатие Национални шуми во Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово и Пехчево, што го спроведе граѓанското здружение Ини од Виница, покажал голема несразмерност меѓу планирањето и реализирањето на годишните планови за сеча на дрвна маса. На завршната презентација на проектот "Имам право да знам и влијаам" беше нагласено дека истражувањето покажало оти подружниците во Берово и Пехчево имаат подобар успех во исполнувањето на планот. Кај останатите пак има негативна реализација, а дел од нив долги години работат и со загуба. Загрижувачки е фактот дека подружниците, посебно подружниците Кочани и Штип, долги години работат со големи загуби. Загубите се милионски, ако и цениме на 4-5 години, да речеме, мислам дека Осогово од Кочани има наталожено огромни долгови. Исто така и подружницата Серта од Штип. Разбираме дека јавните претпријатија не морат секогаш да работат со профит, затоа што работат со национално добро, јавно добро и тука се пресметуваат приходите, расходите и бенефитот што го имаат граѓаните. Од извештаите кои што ги најдовме на веб страните на ЈП Национални шуми за 17 и 18 година има доста голем број на податоци и мислам дека самите извештаи не се доволни за еден обичен граѓанин да може да свати што работат подружниците. Според Цонев, освен загубата од околу 30% од топлинската моќ кај влажните огревни дрва, дополнителна негативност е што со нивното согорување се испуштаат приближно толков процент повеќе штетни материи кои го загадуваат воздухот. Национални шуми примаат уплати до 31 април, но очекуваме кој ќе заврши, кој ќе го затворат списокот, веднаш да се распишат огласи, за да можат тие наберените дрва на време да стасат до крајните корисници, у исто време летен период 1, 2, 3 месеци самите дрва да можат да се исушат, а од друга страна да добијат корисниците суви дрва кои ќе се покалорични, кои што стварно ќе греат и од друга страна нема да загадуваат. Загубата од мокрите дрва е скоро 30%. Односно 30% од топлотната енергија, калориите се трошат на сушење на дрвата, па другото. Тоа ви е пример, ако даете 30.000, значи 9.000 денари ќе ви изгорат, а нема да добиете бенефит. Како заклучок од проектот на Здруженијето Ини е распишувањето на тендерските постапки за превозници на огревно дрво да не се прави во втората половина на годината, туку порано, а од дирекцијата на јавното претпријатие Национални шуми да се преземат посериозни мерки за намалување на негативното работење и натрупувањето загуби. Исто така, се препорачува и водење отворена и разбирлива база на податоци на секоја подружница, според примерот на граѓански буџет.